Дали внатрепартиските битки ќе го изгорат Оливер Спасовски? Неофицијално се разгорува битката меѓу фракциите во СДСМ. Веќе подолго време се шпекулира дека за врвот на владачката партија своји амбиции имаат повеќе крила предводени од повеќе видни партиски лица, едно на премиерот Димитар Ковачевски, друго на поранешниот премиер Зоран Заев заедно со Венко Филипче, трето на Миле Зечевиќ поддржан од Бранко Црвенковски и четврто на Оливер Спасовски. Во јавноста гласно се говори дека една голема битка веќе доби Зечевиќ, она за директорското место во АНБ, но и дека две други уште поголеми се во тек. Едната би можела да значи смена на Оливер Спасовски од министерското место во МВР, што според шпекулациите желба на премиерот Димитар Ковачевски. Според неофицијални информации, тој сакал нов шеф на полицијата да биде заменик министерот за финансии Филип Николовски. Во овој план шефот на Линденска имал поддршки од Зечевиќ, кој сакал партијата да исчисти од сите кадри поставени од Заев. Поранешниот премиер пак сакал да направи пуч со цел да го сруши Ковачевски од врвот на партијата и премиерската позиција, зашто бил спремен да поддржи предвремени парламентарни избори. Сепак Заев барем официјално ги демантираше овие информации, немал повеќе амбиции да се враќа во политиката. Во повеќе наврати изминатиот период кажав дека немам политички амбиции и би сакал уште еднаш да ги демантирам ваквите инсинуации за мое повторно политичко ангажирање. Јас нема да поднесам, ниту ќе прифатам кандидатура за претседател на државата. Јас никогаш нема ниту да помислам да го делам СДСМ, ниту да правам некаков си измислен пуч во СДСМ или било што слично. Околу овие шпекулации кои подолго време ги има во јавноста, за став прашавме и во владачката партија, но од таму молк. Инаку внетрепартиските битки не се никаква новост во СДСМ. Поради нив веќе дел од партијата не е кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски, а целосно на страна од важните партиски случувања составени видни партиски ликови, меѓу кои поранешниот прв човек на Центар Саша Богдановиќ.